Македонија прави чекор напред кон поквалитетен и пообјективен систем на оценување во образованието. Новиот концепт на државната матура не само што донесе добри оценки од учениците, туку и од професорите. За вторите, учениците конечно решаваат тестови соодветни на она што го изучуваат за време на 4-годишното образование. Просечната оценка од 3,66 е солидна, но се стремат и очекуваат крајните бројки од идната година да бидат уште подобри. Оценката е солидна, апсолутно не можеме да речеме дека е одлична. Многу ми се допаѓа тоа што секоја следна година се повеќе се работи на тоа да се намали припишувањето и само тогаш би имале реалната оценка. Инаку без разлика какви да имаме концепции, какви да правиме промени и програми, доколку има поголем број на припишувачи, секој пат би давале лажна слика за образованието. Резултатите овој пат покажаа дека мајчиниот јазик им беше посилна страна на матурантите од англискиот. Професорите велат дека овие резултати се охрабрувачки, но сепак уште треба да се работи и тоа сите заедно, и наставниците, но и учениците. Сметам дека учениците не се доволно свесни дека треба малку поодговорно да пристапуваат на подготовката на матурата, заради тоа што седнуваат, да речеме, можеби една седмица, 2 седмици, потребата да се изучува македонскиот јазик и пред се знаењето, односно лексиката, вокабуларот кој што го користат учениците во нивното изразување е многу сиромашен. Инаку првата матура организирана според новите правила заврши со просечна оценка од 3,66. Министерството за образование заедно со Државниот испитен центар се задоволни од овој просек, што е речиси на исто ниво со ланскиот. Дел од учениците наместо диплома ќе добијат уште една шанса во август, а борбата против препишувањето резултираше со 226 поништени тестови.